Скап за купувачите беше и денешниот пазарен ден во Штип, иако нема промени во цените од претходниот петок, ама сепак граѓаните велат дека веќе не купуваат ниту во килограми, бидејќи џебот длабок и речиси полупразен. И денеска зелката беше неизоставен дел за нив, но и цвеклото и морковот кои како што велат ги комбинираат заедно. Се купуваше и марулата, која веќе станува актуелна за периодов. Да ви кажам право, за нас со минималните плати секогаш е скапо, ама секогаш си кратеме помалку, за да си купиме по нешто. Ако треба кило, земем половин. Па орашчиња, куштанчиња, тоа е, имаме, јабучки нешто. Тоа што треба основното. Па ќе ги држиме финансиите, ќе ги гледаме. Празниците се за сите исто. За сите. И тие што си имат големи плати и тие мали. Не ја снижуваат за нас цената. Питам на пазарот колку е тоа? Толку е. Директор до мене еден пазаруваш, толку за него, толку и за мене. Па јабуки, зелка. Така, близо сме тука, пазаруваме си по-често. Пензионер сум, знаете пензиите колку са мали. Тешко со една пензија, тешко, кога беа две, друго беше една. Па, да ти кажам, продавниците е многу по-скапо. Пазаро, мислам, малко е по-ефтино, а продавниците е многу скапо. Сега ли се што ни требаше, се земавме, така. Марула си земавме, само патлиџани и толку. Според продавачите, цените нема да се менуваат цела зима. Вела дека истите се реални, имајќи во предвид макотрпното производство и сушата преку целата година. Пазарот истите цени се како некне што бе и сега, значи нема покачено ништо. Па продаваме сега повеќе коренисти работи, а и продаваме и марула, ти работи што се надземја, највеќе коренисти работи. Морков е 50 динара, цвеклото 50 динара, броколото е 200 динари кило, зелката ти е малку попадната денеска, 40 парче, роквица, дајкун и шаралганка има тама. Тука имаш карафиол и кинеска салата. Шо барат највеќе? Највеќе моркови и цвеклото. Има. Ќе има и до стално ќе има. А цените се цените не се качуваат за живо гава. Барем кај мене нема да скачат, на друго место не знам. Исто. Инаку овој петок особено можеше да се забележи продажбата на различните видови домашно набрани чаеви, кои граѓаните ги купуваа за да се стоплат во ладната зима.